вечерашниот Филмополис, отворањето на 33-тиот фестивал на филмска камера Браќа Манаки. Фестивалска и светска премиера на трето полувреме на Дарко Митревски. Портрети на битолските лауреати Кетрин Денев и Кристијан Бергер. И на крајот преглед на филмовите кои се во трка за главните фестивалски награди. Добро вечер и добре дојдовте во 407-то издание на филмскиот магазин Филмополис на ТВ Телма, во кој целосно ќе се посветиме на актуелното 33-то издание на Интернационалниот фестивал на филмска камера Браќа Манаки во Битола, кој стартуваше во саботата на 15, а ќе финишира в петок на 21 септември. 74 филмови во 9 селекции, прва балканска конференција на кинематографери, работилници и многу гости се дел од поинтересните содржини на програмата на фестивалот, а куриозитетот вели дека оваа година за прв пат Браќа Манаки ќе биде отворен и затворен со домашен филм, секако се работи за трето полувреме на Дарко Митревски и Балканот не е мртов на Александар Поповски. Продолжи да создаваше мотото на годинашниот фестивал, па да видиме кон каде годинава организаторите продолжуваат да ја тркалаат филмската лента. Стартуваме овој Филмополис 407. Вообичаено на црвениот килим на отворањето на 33-тиот фестивал Браќа Манаки зачекорија бројните филмски гости од Македонија и од светот, потоа дел од амбасадорскиот кор и од државниот и локален врв, како и двајца од тројцата годинашни лауреати во Битола. Сценскиот перформанс на Теона и на Вук Митевски даде вовед во годинашното издание на Браќа Манаки, еден од најстарите фестивали посветени на мајсторите на филмската слика. On the highest top of the highest mountain, in the farthest end of the country, strong lights started shining. Светлина и плач, плач и насмевка. Се роди дете, дете наречено Звезда. Звезда, бидејќи да се роди со звезда на челото. Најдрага моја публико, уживајте последните 7 дена, уживајте во сето она кое ние цела година ви го припремавме. Од љубовта треба се пазиме. Нема зошто да порасне љубовта наша, ако ја разорим ке заебим. О, сладо треножна жешкото сонце ке се стопине по сладолет. Откако популарниот битолски бенд Фолтин создаде магија на сцената, беше доделена првата специјална награда Златна камера 300 на австрискиот кинематографер Кристијан Бергер, која му ја врачи председателот на Друштвото на филмски работници на Македонија, господинот Горијан Тозија. I have to give a part of your applause, of course, to Michael Haneke, because a cinematographer without a good director has not a big chance.
Niemand an diesem Tisch hat heute Abend etwas gegessen. Nachdem es dunkel geworden ist und ihr nicht aufgetaucht seid, ist eure Mutter weinend im Dorf herumgelaufen, um euch zu suchen. Glaubt ihr, dass wir fröhlich essen und trinken im Glauben, euch sei etwas zugestoßen? Glaubt ihr, dass wir jetzt essen und trinken können, wo ihr hier auftaucht und uns Lügen als Entschuldigung auftischt? Ich weiß nicht, was trauriger ist, euer Fortbleiben oder euer Wiederkommen. Eins, zwei, drei, 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 eins. Пофантастичниот Бергер време беше на сцената да зачекори главната годинешна фестивалска звезда, француската дива Кетрин Денев, на која наградата ја додели главниот покровител на фестивалот, председателот на Република Македонија, господинот Ѓорге Иванов. It's my first visit to Macedonia, and it was a short but lovely souvenir and lovely event that I saw yesterday, tonight. It's really a great pleasure to share this honor that I'm giving tonight with Christian Berger, whose work I admire very much, and it's really an honor, and I'm very pleased and proud to receive this tonight with you. Thank you so much. Qu'est-ce que tu en sais, Palace? Parfois, j'ai l'impression que tu me détestes. Avec toi, si tu veux, je ne prendrai rien. Comment ça va, petite ordure? Alors, tu vas bien, espèce de traînée? Vieille roulure. Fumier. Annulé. Purin-cime. Fais la timone. Expérimentrice. Foutez-moi la paix. Pas parce qu'on a retiré une fois ta culotte. И откако хорот Стив Наумов прекрасно ја заокружи во ведната вечер, време беше за проекција на филмот за отворање на фестивалот. Еден домашен фестивал секогаш добива на тежина кога на отворањето има домашен македонски проект. Оваа година коцките фино се наредија, па долго најавуваниот филм на Дарко Митревски Трето полувреме предизвика големо внимание и двојна проекција за заинтересираните веќе во првата фестивалска вечер. Вториот самостоен филм на режисерот набрзо ќе доживее скопска премиера, а по тој повод
Надолго и на широко ќе позборуваме со филмаџијата во некоја од следните емисии. Сега да видиме како помина трето полувреме на фестивалот во Битола и на какви реакции најде неговото премиерно прикажување на големото платно. Трето полувреме во Филмополис. Where are we going anyway? To find someone. Who do you expect to find after 70 years? My father. Немци напредуju u Francuskoj. Your great granny was the most beautiful girl in town. Фудбалер, оно што шутира, да голови. Коста звани Грофан Шанте. Ребека, кој ме ста sintiendo? Ребека? Како се вика овој тим? Македонија. А тоа е свето име, бе, мамето ваше! Потрудете се да не го обрукате. Па не знам што би можел да кажам ново после сите оние интервјуа кои што досега сум ги дал на оваа тема. Овој филм е долго очекуван, пред се затоа што е долго подготвуван. Спомнав синоќа дека е тоа една идеја која е родена пред 12 години. Првата верзија на сценариото е напишана 2002 година. Долго време се обидувавме за таа идеја да најдеме некакви финансиски средства, овде тоа не успеа. Некаде 2008 со помош на Бранко Лустик горе стартиравме јас и Роберт овој проект. Дојдовме до некои првични финансиски средства. Еднаш беше одложено од снимањето, па уште еднаш беше одложено за минатата година. Конечно се собереме доволно добар тим и доволно недоволно заправо, но да речеме 80% од средствата со кои што би можеле ова да го истуркаме. Продукцијски еден исклучително комплициран проект, не е само за македонски рамки и не е само за регионални рамки. Тоа сега веќе можам отворено да го кажам, затоа што ми приоѓаат колеги од источноевропските земји да направат спомени со своите кинематографии и да кажат дека ваков еден филм би бил и кај нив невозможен. Бие лош глас дека увек губите. Ускоро ќе добиеме професионален тренер. Рудолф Шпиц, бивш пруски нападач. A wie im Tango. Rechtes Bein, linkes Bein. Цел град ме збори дека тајно се гледаш со тој гангстер. Елет футболиста, папа. Када колодрика. А бола Сунидо. Еврејска менора за късмет на клуб кој што играе в Националната лига. Поздрав към знамената. Инспирација да, товар не. Освен некаков емотивен и личен. Знаете, кога ќе понесете такво нешто, кога ќе слушнете таква приказна и ќе ја понесете со себе, едно време почнувате да верувате дека имате мисија. Дека имате мисија да раскажете приказни на луѓе кои што не се повеќе со нас и немаат уста и глас да тоа го кажат. И после тоа во одреден момент од продукцијата тоа се претвора во фанатизам. Фанатизам кој се прелива на целата екипа и се фатив дека во еден момент ние имаме еден брод со лудаци. една армија од луѓе кои навистина правеа чуда и правеа чуда на некакви невозможни начини, понесени од таа енергија дека не станува збор за обичен филм и не станува збор само за филм. Станува збор за некои туѓи приказки, на некои неправедно заборавени херои, кои што ние имаме, некаква условно речено света задача да ги пренесеме на пошироката јавност. Во избрка Шпиц, мрша погана. Македонскиот етнически хаос ще бъде отстранен од нашите нови граници. Огън! Убавите парижанки разлачуват оваа сезона. Кажи на ќерка ми, она моето не успеа. Мој свет се распаѓа. Сега ва вера тут. Бога ми прв пат кога отидов на стадион кој не пратија од Кино Око на тренинг, фудбал заедно со Ванчо Трпевски, Илчи Георгиевски и Илија Стефановски и викам, кај е дриот гол? Па вика, ево таму. Каде бе, викам? До таму, со таксили, што да викам? Да. И секој ден открива нови мускули. Некој дека запаление на нов мускул. Нови. И јас мислам единствениот кој имаше 3 тренинга и 7 повреди. Значи од првите. Потоа заборавивме на се и многу ми е криво што фудбалскиот тим не е тука. Затоа што
Мислам дека да не пуштеа да играме против Германија, ќе играме против Германија. Alle werden gegen euch sein. Ein starkes Team, Schiedsrichter, Vertreter der Regierung und der Behörden. Aus dem ganzen Fußball ist plötzlich viel mehr geworden als nur ein Spiel. Great time in being here. It was, of course, not easy. I came on the film in the last moment. There was no time to prepare it for a long time. It was like a month before start, let's say, and the production was already fully going. We created the stadium, we built it, we changed streets, we behaved like a major European quite big style production, so I was, not only me but everybody I think was really surprised that things were possible on that kind of scale. Otherwise I have to mention why I'm not smiling so much today and yesterday, because my reaction of the film here was very sad, and I think I can say this, that the technical quality of the projection was not good at all. The sound was half missing, the music we didn't hear properly, and the image was like 2 f-stops too bright. This film is dark in reality. Yesterday you saw a TV thing following, like Dark was saying, a TV show like following a football match. The film in reality looks different. It's dark and contrasty, and you can hear wonderful music. So I think that especially on the Camera Festival, we should make sure that not only we have the best possible equipment, but we have people who can work with it, and then it looks like it's supposed to look. Otherwise, people like me come here and almost cry sitting in the movie hall. Thank you. Sounds lovely. What is it? A love song my people used to sing. Anyone ever sung it to you? Anyone. Heaps of them. Your great granny was the most beautiful girl in town. Ubaba Rebecca, kraljica Korzova, taka me vikala. Boys used to shave on Thursdays only because they knew I'm passing across the main street on that day. From the birthhouse of Mother Teresa to the office of Zorba the Greek. And then back again. Was that where you met him? No. It happened here. По трето полувреме на Дарко Митревски се враќаме на годинашните лауреати во Битола, односно на добитниците на специјалната Златна камера 300, актерката Кетрин Денев и кинематограферот Кристијан Бергер. Последните минути ќе ја проследиме нивната филмска приказна низ годините наназад, кога и се стекнаа со култен статус меѓу колегите и филмофилите. Портретите содржат инсерти од нивните, според Филмополис, клучни остварувања, а во чест на лауреатите на фестивалот во Битола низ специјални проекции ќе бидат прикажани филмовите Последното метро на Франсуа Трифо и Пијанистка на Михаел Ханек. Дами и господа, мали портрети на Кетрин Денев и Кристијан Бергер. Уживајте. Посвеченоста на отворањето и доделувањето на специјалната Златна камера 300 во саботата, Кетрин Денев во неделата во 11 часот во Домот на културата во Битола одржа мастер класа на која присуствуваа околу 300 новинари, студенти, филмофили и филмаџии. На Денев очигледно и ласкаше енергијата на публиката, бидејќи наместо закажаните 20 минути, средбата се пролонгираше и траеше речиси 1 час. Денев изјави дека идолии се американските актерки од 40-тите и 50-тите години на минатиот век поради нивната остроумност и интелигенција, а покрај Мерилин Монро нагласи дека Керол Ломбард е омилена актерка. Она што таа особено го нагласила како барање до организаторите е слободно да може да ја практикува својата страст, пушењето, што и го реализираше за време на средбата.
Бидејќи кариерата на Денев содржи десетици остварувања со десетици различни режисери, ние меѓу нив во овој портрет ги избравме можеби најдобрите. Затоа одиме поред. J'ai une idée. Si vous vous appeliez Belle de Jour. Belle de jour? Comme vous ne venez que l'après-midi. Je veux savoir ton nom. Belle de jour. Pourquoi la nuit tu n'es pas là? Француската икона Кетрин Денев е една од ретките актерки која со децении наназад има константна линија на движење низ нејзината кариера. Во ниту еден момент интересот за нејзината глума кај филмаџиите нема воопшто паднато, но тоа пред се должи на нејзиниот пристап кон животот кој го прифаќа онаков каков што е со сите доблести и недостатоци. Токму затоа Денев во текот на годините наназад можеме да ја видиме во многу различни и шарени улоги во кои таа игра ликови кои се на нејзина возраст и кои таа совршено ги разбира. Во тоа лежи тајната на нејзиниот успех, кој започнува таму некаде во 60-тите години на минатиот век, кога заблескува на сребрениот екран благодарение на соработката со легендарниот режисер Луи Бунюел во култните наслови Убавицата на денот и Тристана. Même si c'est un cauchemar, c'est bon de faire des rêves. Филмските критичари честопати сакаат да потенцираат дека кога станува збор за Кетрин Денев, незината кариера може да се подели во три подеднакви фази. Првата е она од незината младост во 60-тите години на минатиот век, кога таа претежно игра фам фатал. Втората фаза од 70-тите и 80-тите години кулминира со наградата Цезар за филмот Последното метро на Франсоа Трифо. Додека третата и се уште актуелна фаза на Денев започнува на почетокот од 90-тите години со прекрасниот филм Индокина, за кој доби номинација, но за жал не и Оскар, кој би бил круна на незината богата кариера. Starring acclaimed actress Catherine Deneuve. Кетрин Денев во своите доцни години достоинствено старее на големото платно и игра улоги какви што и доликуваат на незините години. Неретко таа е муза за новите филмаџии кои инспирирани од незиното минато, но и од незината сегашна појава, точно знаат каква улога да ја додалат. За крај на овој мини портрет се посетуваме на незината роља покрај поп дивата Бјорк во филмот Танчер во темнината на Ларс фон Трир, која ја одигра на незаборавен начин. Вториот добитник на годинашната специјална Златна камера 300 за особен придонес во светската филмска уметност е австрискиот кинематографер Кристијан Бергер, кој е добро познат и на домашната публика, бидејќи со филмот Скриено пред 7 години беше дел и од официјалната компетиција на фестивалот Браќа Манаки. Неговата кариера е обележана највеќе по соработката со неговиот сонародник Михаел Ханеке, со кого досега имаат соработувано неколку пати, соработка која е прилично плодна и која им донела неколку угледни номинации и награди. Соработката на Бергер со магот Ханеке започнува во почетокот на 90-тите во двата филма од трилогијата на Смрзнати чувства, Видеото на Бени и 71 фрагмент од хронологијата на случајот. Соработката се кристализира 10 години подоцна во екранизацијата на истоимениот роман на Елфриде Јелинек, пианистка, со вонредната Изабел Ипер во главната роља, како и во француската продукција насловена Каше, односно Скриено. T'as pas une idée, toi, qui pourrait s'amuser à ça? Vous attendez encore quelqu'un? Depuis plusieurs jours, on reçoit des paquets, des coups de fil anonymes. Qui était l'appareil?
Тандемот кинематографер-режисер Бергер Ханеке кулминацијата на соработката ја доживува во 2009 година со лауреатот во Кан Белата лента, кој беше прогласен и за најдобар европски филм истата година и за кој Бергер се закити и со номинација за Оскар. Sie keine Angst, dass Ihre Schüler Sie auslachen, wenn Sie da so mit mir tanzen? Martin, pass auf! Warum soll Gott wollen, dass du stirbst? Müssen alle sterben? Кристијан Бергер, освен со Ханеке, соработувал и со други режисерски имиња, а неретко се потпишува и како продуцент на целовечерни остварувања, но и како автор на многу документарци. Од преостанатиот дел од неговата кариера, за крај на овој осврт кон неговата работа, би ги издвоиле насловите Сеќавањата на мртвиот човек на Маркус Хелштел од 2003 година и секако филмот Неангажираност на режисерот Амос Гитаи од 2007 со заносната Жилиет Бинош во главната роља. מחפש את הבת שלו, היא אומרים שהיא בגוש קטיף. אתה יכול לעזור לה? I'm to see my daughter, Dana. She live in בית כלים. אנחנו נמצאים במשימה הזאת כדי לאכוף את החוק. שרשרת לפנים! שרשרת לפנים! לרגע כמה מילים לקהל הקדוש הזה. אף אחד לא יוכל לשבור את הרוח שלנו. בעזרת השם, עם השירים שלנו והתפילות, החיילים האלה, השוטרים האלה ילכו הביתה. Убавата вест по портретот на Бергер гласи: останете на фреквенцијата на ТВ Телма, во филмскиот термин по 23 часот ќе имате можност да го гледате токму канскиот лауреат Белата лента на тандемот Бергер Ханеке од 2009. А на крајот од овој 407 фестивалски Филмополис, простори за филмовите од официјалната селекција кои се во конкуренција за престижните награди Златна, Сребрена и Бронзена камера 300. Трето полувреме на кинематограферот Клаус Фукс Јегер и Балканот не е мртов на Дејан Димевски, кој ќе го затвори фестивалот в петок, се исто така дел од официјалната компетиција, а останатите 9 филма го водеа главниот збор на фестивалите во Кан, Берлин, Венеција, Карлови Вари, Стокхолм и Ротердам. Да видиме со каква фотографија ќе не заплиснат од битолското платно и кој меѓу нив може да биде потенцијален добитник на Златната камера 300. Но за сето тоа, за резултатите за наградените следниот понеделник во истиот термин. Поздрав! I didn't talk to my father in 30 years. I don't know the first thing about him. All he ever did was search for his persecutor at Auschwitz. He never found him. You become the eternal pilgrim. You find what you were looking for. And there, in the primordial desert, a magical baby awaits. An infant who seems to embody the very meaning of the universe. This is your child.狗子学去！下去！快点打我，打坏！站住！姑爷要多没这么你还？Aos 15 anos, Mário havia fitado a fria face da morte. No decurso de uma trágica expedição ao Monte Tabu, responsável pela morte de vários jovens, a intervenção do marido de Aurora viria a revelar-se decisiva para que o meu amigo sobrevivesse. Mi sorridi sempre così se faccio il provino. Vuoi vedere che io lo faccio?
dai, che questa è l'ultima caffetta, non famosa. Vai. La chiamata sta arrivando, la chiamata sta qua, la chiamata sta là. Luciano! La chiamata anonimo! Les filles sont trop dures, c'est écœurant. Si j'étais PD, je me ferais marin. Et je descendrais jamais aux escales. J'aime mieux pas être PD. J'aimerais bien être marin. Witaj, braty! Jemu można było ufać. Pojma. Nieszczęsne biedaki. Żydy są takie same jak my. Słuchajcie, znam kanały lepiej jak własną kobietę. Jaką? 500 kwiatów dziennie. Robota ciężka. W zeszłym tygodniu pana żona nie miała jeszcze ani grosza. Co nagrodę, kto wskaże Żyda. Kupa ludzi niezły pieniądz na tym robi. Bóg mi za to skaże. Znalazłem Żydów! Żydzi! Znalazłem Żydów! Od samego początku pod moim nosem ukrywasz Żydowa! Zdradziłeś mnie! Nastawiam życie swoje, mojej formuły w imię czego. Du wirst weitermachen. Doch.